Кога говориме за регионалниот развој, битно е да споменеме дека тој во Република Северна Македонија е комплетно децентрализиран. Министерствата, владата, Бирото за регионален развој финансираат, избираат и реализираат проекти општините и планските региони преку своите градоначалници. Што е карактеристично за 2022? Во 2022, иако беше кризна енергетски и економска година, средствата за рамномерен регионален развој се зголемува. Основна оценка што можеме да кажеме е дека сите средства беа целосно реализирани во 2022 година и особено сме задоволни тоа што сите општини во Република Северна Македонија добија најмалку по еден проект, реализира најмалку по еден проект. Во 2022 се реализирани 215 проекти. Од нив најмногу е инвестирано во комунална инфраструктура, меѓутоа она што посебно сакам да го одбележам за 2022 година е обновувањето на возниот парк на противпожарните служби, особено во североисточниот, во источниот, во југоисточниот и во Вардарскиот регион, каде што речиси секоја општина доби барем по едно противпожарно возило. Со овие средства се обидовме да ја подигнеме и нивото, технолошкото ниво преку набавка на комунална опрема, пред се возила во 19 општини во Република Македонија. Тоа што за 2023 го подготвуваме е еден поинаков, ќе се обидеме малку поинаков период во реализацијата на проектите. Во 2022 и во 2023, како и претходните години, продолжуваме да соработуваме со Европската Унија и со нивните ИПА фондови, со UNDP, каде што работиме на јакнење на капацитетите на општините, и особено во 2022, кога заради проценката дека е низок административниот капацитет на општините, подготвивме 60 технички документации за проекти во 48 општини, со кои ќе можат да аплицираат пред европските и други фондови. И да ја истакнам соработката со USAID, со кој што работиме на финансовата децентрализација, каде што се постигнуваат забележителни резултати, каде што имаме најголем заостаток како држава и како општини, и каде што веќе може да се пофалиме дека имаме и општини со 100% со помош на USAID, 100% евиденција на објектите и субјектите за оданачување со данок на имот, као што е општината Кавадарци. Во 23-та ќе се обидеме малку со избор на проекти од поголем регионален значај, и така се определивме заедно со швајцарската влада да ги реконструираме кардиолошката клиника во Охрид, заради значењето за
за градот. Институтот за нефрологија за дијализа во Струга, целосна реконструкција, Институтот за белодробни заболувања во Тешево. Во Ѓорче Петров ќе изградиме дом за деца, едно училиште ќе го реконструираме во дом за деца со тешки заболувања, за рехабилитација. Во Кавадарци, во Вардарскиот регион, ќе го решаваме проблемот со кучињата скитници, со регионален центар. Во Радовиш, Кончи, Босилово поставуваме фотоволтаици на крововите на јавните институции. Во Берово доградуваме детско одмаралиште во дом за стари лица и така натаму и така натаму. Ќе ставиме акцент на опремување на општините со комунална опрема, со повисоко ниво и ќе се обидеме да го решиме проблемот со амбулантни возила особено во помалите места. Кризата, особено војната во Украина, која предизвика економска и енергетска криза, многу сериозно ги погоди општините и им ги зголеми трошоците и поголем дел од буџетите за финансирање на трошоците за енергија. Но во анализата која UNDP ја изработи со податоци од 9 месеци, констатирани се ефекти кои говорат за катастрофално лош однос на општините во услови на енергетска криза. Со бројки, трошоците за енергија вкупно во општините во 9 месеци од 2022 се зголемиле за 1 милиарда денари и тој трошок тие се обиделе да го надоместат, може би и природно, со намалување на капиталните инвестиции, но таа милиарда тие ја надоместиле со намалување на капитални инвестиции за 1.900.000.000. Дупло. И при тоа ги зголемиле долговите за додатни 800 милиони денари, што говори за еден катастрофално лош или нерационален однос кон развојот на општината и однос кон граѓаните. Ко сме кај финансиите на општините? Не знам дали има трет круг. Не. Финансиската децентрализација 2005, кога се правеше, идејата беше да стартот 70% од приходите на општините биде државни дотации, 30% да финансираат општините со своите инструменти кои им ги става државата на располагање, но кои има толкав потенцијал и секоја година да се зголемуваат и тој сооднос да го превртат во корист на сопствените приходи 70%, а државните не намалувајќи ги да се сведат на 30%. Денес, 18 години после воведување на децентрализацијата, соодносот е ист. Државните дотации се 70%, сопствените приходи на општините 30%, што говори дека финансовата децентрализација не е искористена, не е мрднато чекор напред. И тука, најиздашниот извор на приход, веќе говорев, данокот на имот е најмалку искористен, се смета дека повеќе од 70% од објектите не се евидентирани за да се оданочуваат
И имавме дури случај во овој период на огромни процеси на легализација на диви објекти со илјадници објекти во секоја општина останале неевидентирани, а поминале низ државната управа. Да не говорам, комуналиите кои општините ги доживуваат како најинтересен извор на приход, кога се бара дозвола за градење, се исти веќе 20 години, а и гледаме околу нас се градат екстремно профитабилни објекти. Значи, не говориме да зголемуваме или да зафаќаме од социјално загрозени, туку, напротив, цените на становите растат, комуналиите не успеваат дури да ја финансираат обврската која општината ја има за дадениот објект и се држат на ниско ниво. Да не говорам за цените на комуналните услуги, каде што имаме чист популизам, ниски цени кои не можат да ги покријат трошоците на комуналните предпријатија и во такви услови спасот се бара: дајте ни државни пари, дајте ни можност да се задолжуваме, а собствените ресурси кои ти стојат на располагање воопшто не се обидуваш да ги искористиш. Следните години тоа ќе бидат години на напори да во тој правец заедно, јас споменав, со USAID, со UNDP, со фондовите од Европската унија, работиме на промена на овие соодноси и на прифаќање на инструментот финансиска децентрализација онака како што е замислен, како што има потенцијал да се развива. Благодарам.